Во продолжение прилог од областа на здравството, болест на периферните артерии што предизвикуваат болки во нозете и стапалата. Еве како едноставни вежби може да помогнат во ублажување на состојбата. Чарлс Медоуз знаел дека нешто не е во ред кога почнал да има болни грчеви во нозете. Можев да одам до следната улица и морав да застанам и да се одморам. Знаев дека тоа не е нормално. Медоуз бил диагностициран со болест на периферните артерии. Се вклучил во студијата на Универзитетот во Чикаго. Оваа болест најчесто напаѓа средовечни луѓе и постари. Посебен ризик носат пушачите и диабетичарите. Лекарите често ги промашуваат знаците на болеста, додека таа не напредне. Тестирани се 3 групи на пациенти. 2 групи вежбале под надзор, 6 минути дневно, на машина за одење или употребувале машини за зајакнување на мускулите на нозете. Доктор Мери Макдермот ја предводела студијата. What surprised me was the fact that the leg strengthening group had a significant... Таа вели дека се изненадила колку напредок покажале пациентите кои ги зајакнувале мускулите на нозете. Тие набрзо можеле подолго да пешачат и да се качуваат по скали. Се подобрило и нивното кардиоваскуларно здравје. 156 пациенти учествувале во студијата, од кои повеќето немале класични симптоми на болеста. Доктор Макдермот вели дека сеедно дали има болка или не, нивното целокупно функционирање е ограничено и со време опаѓањето на здравјето го забрзува темпото. По 6 месеци редовно вежбање, Чарлс Медоуз вели дека се чувствува многу подобро и болките се многу намалени.